Стодена влада и 300 скандали од помилуваниот тепач на Мицкоски па се до сватовите на Гаши кои државната граница ја поминаа без документи. Нацедило се сите, а гласна реакција има и од оризарите. Се огласија денес од СДСМ. Скандалите продолжија како на лента. Речи си да немаше ден, недела, кога не се случи по некој скандал. Бодигардот на Мицкоски, кој тепаше полицаец пред угостителски објект во Скопје, Тошковски целосно го ослободи од одговорност. Политичкиот дил ги засени и законите, ги засени и прописите. Згора на се, уште командир на тигрите ке го прават. Командирот на полициската станица во Ропотово, кој пукаше со калашников, беше суспендиран и со кривична пријава. Тошковски го врати повторно да биде командант во Ропотово. Нашето барање е издржано и е во интерес на земјоделците, а работа на Трипуновски е да ја реализира оваа мерка. Бараме веднаш да се започне со откуп на оризовата арпа во поголеми количини, бидејќи земјоделците немаат каде да го чуваат оризот. Според нашите информации, од годинешната жетва се очекува род од околу 22 до 23.000 тони оризова арпа, за која денес цените се ниски. Откупната цена денес за ситниот ориз е 25 денари за килограм, а за Андрејата е 30 денари. За новата жетва се најавува уште пониска цена. ВМРО ДПМН демонстрира вистинска негрижа за цел еден земјоделски сектор.